Добро вечер, драги пријатели. Вечерва сме овде меѓу вас затоа што имаме исти маки и делиме иста судбина. Деновиве слушаме по рекламите на нашите противници главата горе, горди македонци. Главата горе, горди македонци, но треба да додадат. Главата горе, горди македонци со празни джебови. Главата горе, горди македонци со блокирани сметки. Главата горе, горди македонци со борба за туги пасоши. Главата горе, горди македонци со иселена младина. Главата горе, горди македонци со празни фрижидери. Главата горе, горди македонци со неплатени сметки, исклучени струи. Главата горе, залутани во бирократските лавиринти. Главата горе, горди македонци прислушкувани, угнетени. Главата горе, горди македонци увредени од оваа власт. Оваа власт цели 10 години ништо добро не видовме. А вие најмногу тоа го почувствувате. Селата стареат, младите заминуваат, нивите остануваат празни, нема веќе кој да ги работи, земјоделците се потешок живот живеат. Додека светот има недостиг од храна, вие, вредните земјоделци, се мачите да го продадете вашето производство затоа што државата води погрешна аграрна политика. Затоа се потребни значајни промени. Но прво мора да ја смениме оваа власт. Мора на оваа власт да ја кажеме не, да ја испратиме во историјата и да започнеме нов живот со честна и одговорна влада, предводена од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и носителот на пратеничката листа во изборната единица број 4 Зоран Заев. Тоа сите заедно ќе го направиме на 11 декември. Тогаш ќе го направиме вистинскиот избор за нас, за нашите деца, за нашата Македонија. Зарем може некој се уште да се двоуми во изборот меѓу Никола Груевски и Зоран Заев? Од оваа власт го даде државното земјоделско земјиште на партиски шерифи. Ги дели субвенциите на своите олигарси. Ги користи субвенциите за да ги уценува и контролира земјоделците. Зоран Заев е од земјоделско семејство и се направиле со свој труд. Заев ја знае и ја разбира маката на земјоделецот. Со Заев ќе има достоинствен живот на земјоделците затоа што обезбедивме 160 милиони евра годишно за субвенции. За нов хектар 20% поголеми субвенции. За ново грло добиток 30% поголеми субвенции. Нова праведна распроделба на државното земјоделско земјиште. За работливите земјоделци, а не за криминалци. Бенефициран работен стаж за земјоделците, 12 месеци работа, 13 месеци стаж. Паушален данок и ослободување од персонален данок. Зелена нафта за земјоделците. Фонд од 3 милиони евра за поддршка на откуп. Поевтини ветеринарски лекови. Државна социјална пензија за сите над 65 години, ако не исполнуваат услови за пензија, која на почетокот ќе биде во висина од 40% од просечната старосна пензија, а таа е 12.000 денари. Ова е вистинска грижа за земјоделците, а не со лаги и со манипулации. Аграрната политика целосно ќе ја насочиме кон создавањето на модерно, развиено и конкурентно земјоделство и ќе создадеме услови за негов пласман. Ќе направиме измена на Законот за земјоделство и рурален развој, со која ќе се воведе обврска за банкарска гаранција за планираниот откуп на земјоделски производи, а ќе има и задолжително договарање на цената на земјоделските производи. Тоа значи дека државата ќе биде гарант при откупот на земјоделските производи. Почитувани граѓани, за да тргнеме кон подобро, неопходно е промена на власта. СДСМ има план
за живот во Македонија. На 11 декември излезете и гласајте. Заокружете го бројот 4. На 11 декември нека почнат промените и реализација на планот за нов живот во Македонија. Нека почнат промените и реализација на планот. Заокружи 4. За живот во Македонија. Социјалдемократски сојуз на Македонија.